Ова светско признание од страна на Бизнес конфедерацијата, каде членуваат 3000 членки над 100 држави, за нас Адор Инженеринг представува голема чест, обврска одговорност и мотивација за во наредниот период, затоа што оваа награда е признание за досегашниот 14 годишен творечки период во високата градба, во градежниот сектор за квалитетни домувања. Посебно наградата ни е дадена од страна која изоценија од експерти од Европската заедница за два објекти што ќе го градиме во Тафталиче и за флет аерон на границата измеѓу општина Кисела Вода и Центар. Наградата за иновативниот период, воведувајќи ги сите европски и светски стандарди и во некои стандарди дури над Европа и би рекол што не се применуваат само за да направиме што поквалитетен дом каде што ќе бидат задоволни нашите купувачи. За нас како Адор Инженеринг и за тимот на Адор Инженеринг, а секако тоа е големо признание и за бизнис заедницата и за националната економија на Република Македонија, затоа што признанието е дадено на Република Македонија, а преку компанијата Адор Инженеринг, и на нас е чест што не препознаа како компанија од Република Македонија да го добиеме ова европско и светско признание за вложување во иновативниот период за изградба на квалитетни домове. Добитник сте на светската награда БИС 2016, која што е навистина голем успех. Наградата е за иновативен стил во домување. Кажете ми, што е тоа што е донесено од странство и на сега достапно на македонските купувачи, а сепак тоа е по цени кои што се прифатливи за македонскиот пазар и за македонските граѓани. Што е тоа што е ново донесено од странство во Македонија за прв? Ова награда пред се должи на иновативноста која што проектантскиот тим на Адор Инженеринг во соработка со реномирани дизајнери и архитекти од европските држави ја вложија во проектирањето и изградбата на објектите Адора Флет Аерон Скопје, кој што се наоѓа на границата помеѓу Центар и Кисела Вода, и објектот Адора Даймонд Гарден, кој што се наоѓа во Скопски Карпош Тафталиче, во поглед на иновативноста на стилот на домувањето, каде што би ги издвоил клучно место имаат атриумите на објектите, кои што се оплеменети со материјали на дрво, природен камен, зеленило и амбиентално осветување, кои пред се служат како извор на природна светлина и свеж воздух во внатрешноста на објектите, но исто така и представуваат простори за заедничко дружење на станарите, што им овозможува на станарите чувство на топлина и комфорт. Исто така, оваа награда се должи на иновативноста која применивме во унапредувањето на квалитетот на домувањето, каде што посебно внимание обративме на звучната изолација од 63 децибели, што 80% над македонските стандарди, кои успеавме да ја креираме преку креирање на иновативен мултислоен состав на ѕид. Дали планирате во иднина за сите проекти да важат исти во овие стандарди, нормално или да се надоградуваат? Морам да го изразам своето задоволство што напорите на тимот на Адор Инженеринг секогаш да создаде, да креира препознатлив, уникатен и квалитетен производ кој ќе им обезбеди на нашите купувачи максимална вредност за вложените средства, е препознаен не само од македонските граѓани, туку со оваа награда и останатите интернационални признанија и од пошироката интернационална бизнис заедница. Така да оваа награда е мотив плюс за тимот на Адор Инженеринг и во иднина да продолжи да им ги овозможува придобивките од сите последни иновативни светски трендови и стандарди во градежништвото на граѓаните на Република Македонија и со тоа воедно да продолжува да унапредува целата индустријска гранка високоградба во Република Македонија напред со своите иновативни, револуционерни и пионерски идеи и решенија. Сакам да прашам дали е предвидено во блиска иднина дали е предвиден некој нов проект за висококатница и тоа не само во Скопје, туку дали има планови за во други градови на земја? Моментално
Адора инженеринг изминатата 2015 година ја започна со изградба на 1000 нови станови, односно инвестиција од 50 милиони евра, што моментално се уште работиме на нив, работиме интензивно на довршување на објектите Адора Флет Ајрон Скопје и објектот Адора Diamond Garden се уште треба, мислам, не е започнат, треба да го започнеме за многу кратко време, така да за сега се фокусираме на остварување и реализирање на овие два објекти. Во иднина секако ќе има и останати објекти и проекти од Адора Инженеринг. Во изминатиот период Адора Инженеринг има градено во Струмица и во Охрид, останатите градови од Република Македонија. Тие проекти ги имаме успешно завршено. За сега немаме некој поконкретен план на действување надвор од Скопје, но никогаш не ја исклучуваме таа можност. Покрај високите стандарди на градба и уредување на околината каде се изградени објектите кои што ги нуди компанијата, уникатни сте во погледот на специфичната политика на привлекување на купувачи. Ме интересира дали во тој поглед ќе биде или воведена некоја новина во привлекувањето на купувачите на станови, со оглед на тоа дека Татко ви напомена дека има побарувачка на станови дека постојано, нели бевме сведоци на за здравствени работници, да речеме, во одреден месец, потоа бесплатни школувања, бесплатни викенд патувања и подолги патувања. Дали има нешто, некоја новина воведена во тој поглед? Најпрво сакам да се заблагодарам на сите купувачи досегашни што не има дадена довербата и што веруваат секогаш во нас, бидејќи секогаш го мислиме најдоброто за нив. И оваа награда мислам дека најмногу е заслужена, бидејќи они ни се поттик и за воиднина да правиме некои нови решенија што во Македонија за прв пат ги воведуваме, како што беше порано енергетската ефикасност, пред да биде донесен законот сега, воведуваме и ги следиме останатите други меѓународни норми за квалитетно домување. Во однос на привлекувањето кон купувачите, најдобар дел е секогаш личната препорака, што веќе ја имаме постигнато, но секако за нашите купувачи добиваат секогаш повеќе од дом, затоа и да посветуваме доста интересни работи во однос на доделување на имавме полов, Volkswagen Polo минатата година, потоа имавме патувања Венеција, имавме Дубај. Во однос на оваа година имавме доста успешна промоција со секој купен стан во месец февруари во Венеција и така и во иднина ќе продолжиме да ги изненадуваме. За Флет Ајрон Скопје имаме специјално доделување на Mazda CX-3 за сите купувачи, со особено за објектот во Флет Ајрон, бидејќи тој објект не е прв од ваков тип со внатрешен атриум и ова од таму започна целата идеја за и новиот објект во Тафталиџе на Diamond Garden да биде на тој принцип, така да секогаш купувачите на крајот на годината се добиваат повеќе од очекуваното и повеќе од тоа што сме го ветиле и во тој дел мислам дека купувачите се нашето најголемо богатство, бидејќи успехот на Адора Инженеринг се заснова на нивната доверба и затоа и во иднина довербата на купувачите ќе ја потврдуваме и ќе ја надградуваме. Воедно со работката со Евроинс, исто така е нов модул што направивме во однос на Флет Ајрон, сите станови првата година ќе бидат осигурани. Верувам дека како да проаѓаат проектите и така добиваме и нови идеи, секогаш ќе има нешто што за купувачите ќе биде привлечно. Во летниот период исто имаме предвидено доста интересна акција, но тоа ќе оставиме за почне летниот период за да и пред се би сакал да напоменам дека Адора Инженеринг се уште многу активно продолжува со своите општествено одговорни практики и сакам да им порачам дека на нашите купувачи дека секоја општествено одговорна практика што ја воведува Адора Инженеринг, тие ја споделуваме со нив и можат да се чувствуваат како исто така они да вожуваат во заедницата. Всушност ние во името на купувачите ги спроведуваме тие општествено одговорни практики. Уште едно прашање, позната е практиката дека огромно значење компанијата дава и на хуманитарниот аспект, нели сакајќи, потенцирајќи во секојаш онова да се изгради едно општество за сите граѓани.
Сведоци бевме на повеќе хуманитарни акции, како на самата компанија, така и на фондацијата професор доктор Манчишев Леганец. А дали наповедот е некој нов проект? Нели бевме минатиот пат во училиштето Златен Стремец? Дорен инженеринг и фондацијата Ванчо Шевлиганец имаат програма годишна која ги реализираат своите цели и мисијата е најчесто стипендирање на талентирани студенти. Во тек са неколку стипендии што се моментално во однос на хуманитарните цели за оваа година, што спомнавте за училиштето во Кисела Вода со реновирањето на нивниот покрив. Имаме уште неколку такви акции што треба да ги завршиме до крајот на годината. Но во однос на општествената одговорност секогаш се трудиме максимум, но никогаш нема да биде доволно. Во моментот имаме голема активност и секоја недела заедно со доделуваме оброци во секоја сабота за бездомниците и за луѓето што е потребно. Оброк заедно со Бидил со љубезност и други организации. Заедно со Црвениот крст исто имаме акција при секое вселување во новиот дом. Сите алишта и стариот мебел што не се потребни на нашите купувачи, ние ги складираме заедно со соработка со Црвениот крст, ги донираме на фамилии што е потребно. Исто така имаме соработка за неколку реновирања на постоечки домови, но секогаш ќе напоменам дека не можеме само Дорен инженеринг, ќе треба да се вклучат голем број на компании и други институции за да биде тоа помасовно и по-приметливо од целото општество, но секако во иднина во нашите можности и граници ќе продолжиме со нашата општествено одговорни практики.